Имаше полициски службеници во Пулс, ама тие не помагаа да излеземе од дискотеката. Ова го тврдеа сведоци на денешното судење за 13 на полицајци обвинети за тешки дела против општата сигурност. Сведоците, кои трагичната ноќ се уште биле малолетни, во судницата рекоа дека и надвор, додека Пулс бил во пламен, полицајците не пружале помош на повредените. На рочиштето директно се соочија сведок и обвинет полицаец кој се втори брат учеди. Девојчето тврдеше дека тој ниту вода не сакал да ја даде. Го видов мазнум, се обидував да си го земам телефонот, а тој ми рече дека не смеам да го земам. На метар или два од мене имаше пакет со вода. Јас му побарав на мазнум да ми даде едно шише, а тој ми рече каде да ти најдам шише вода, и повеќе вечерта не го видов. Обвинетиот и неговиот адвокат ги негираа тврдењата. Полицаецот рече дека му помогнал на девојчето, ги информирал и нејзините родители, а помагал и на други повредени. Нападот во судницата бил резултат на фамилиарни недоразбирања. Има директно помогнато на тоа лице со тоа што заедно со друго лице ја има однесено до паркингот, односно до патот, каде што било качено со возило, пошто веднаш има звонето на нејзините родители, ги има известено дека се наоѓа вон животна опасност и да се упатат во болницата за да бидат со неа. Резултатот на сведочењето е нарушените меѓусемјни односи. Според двајцата сведоци, полицајци имало и внатре во дискотеката кои стоеле покрај шанкот. Друг полициски службеник пак бил близу вратата кога настанало стампедото. Со себе носел папка и не им помагал на лицата кои биле заглавени во ходникот. Според обвинението, полицајците требало да го спречат активирањето на пиротехниката, но и да воведат ред за непречен излез после настанување на пожарот. Зоран Јаневски, Сител телевизија.